Штип е универзитетски, здравствен и економски центар на истокот од земјава. Општината, според последниот попис, има околу 45.000 жители. Не толку одамна, во 2010-та, Штипјани станале 537 новороденчиња. Тоа што загрижува е дека во последната цела година за која има податоци, 2023-та, во општината имало 335 новороденчиња, што е само 62,4% од бројот на деца од пред 14 години. Дали знаете дека бројот на новороденчиња е опаднат? Абе секаде е опаднат. Цела Македонија, не само во Штип. Да, општо. Зошто сметате Па дека? не се вработени луѓето, немат екзистенција, немат фамилија, не може да створат. Како? Со кој пари ќе ги чува децата? Точна е констатацијата дека бројот на новороденчиња се намалува низ цела земја, но феноменот не е секаде ист. Според податоците од Државниот завод за статистика кои ги анализиравме, меѓу поголемите општини, Штип бележи едно од најголемите намалувања на бројот на новороденчиња споредено со 2010 година, 37,6%. Од поголемите места полошо стојат Прилеп, Гостивар и Велес. Малку подобро, но слично намалување како Штип имаат Кичево и Струмица, додека Куманово е близу на државниот просек, кој покажува дека на ниво на цела земја во 2023 се родиле 31,1% помалку деца отколку во 2010-та. Во Скопје бројот на новороденчиња е намален за 16,2%. Зошто нема деца, за мислење ги прашавме штипјани. Секој втор кога прашаш, не знам, не сакат. Дали самиот живот, стандардо, не знам. Не им оди изгледа, нема доволно плати и кој сака да почне фамилија тука, одат по странство. Дрвато се плашат од нешто. Што, од финансии? Па од финансии, веројатно. Народо нема пари. Може од тоа да е. Тоа треба државата да си го преземе, што да прават младите, да ги задржат, друго што? Да дадат поголеми плати. И првиот човек на Штип, градоначалникот Иван Јорданов, вели дека е видлив падот на наталитетот. Основната причина за трендот ја гледа во миграцијата на младите. Ние како локална самоуправа имаме инструменти преку кои што можеме делумно да влијаеме на намалување на процентот на миграција, но не во значителна мера, затоа што се опфатни се причините и факторите заради кои што се случува тој тренд на старење на нацијата, на помалку родени деца, на поголем процент на иселување. Дека миграцијата е фактор и тоа не само кон странството, туку и село град, говорат бројките. Ако се погледнат 10 општини во земјава каде има најголемо намалување на бројот на новороденчиња, речиси сите се рурални средини. Неверојатно делуваат фактите дека во општина Конче сега се раѓаат 80% помалку деца од пред 14 години, или дека во Градско, Маврово и Ростуше, Пласница, Новосело, бројот на новороденчиња е намален од 65% до 70%. На другиот крај на листата, со мали исклучоци се скопските или општини кои се блиску до Скопје. Вевчани и Центар се единствените општини во земјава кои бележат повеќе новороденчиња во 2023 споредено со 2010 година. Меѓу оние со најмало намалување на државно ниво се Сопиште, Старо Нагоричане, Бутел, Ѓорче Петров, Карпош, Илинден, Зелениково, Киселавода. Па, што од тоа што може го прави Јорданов за штипјани да не бегаат во странство или во Скопје? Ни одговори, го развива градот во урбана средина која нуди можности за модерно живење. Во периодот кој што следи, како локална самоуправа работиме на создавање на едни нови населби, затоа што во комуникација со пред се онаа старосна граница на наши сограѓани кои што се во фаза на создавање на семејство, на сопствен дом, тие бараат од нас како јавни чинители да им овозможиме, еве да кажам, можност за свој сопствен дом, можност за да го потрошат своето слободно време на прав начин. За разлика од другите општини, Јорданов е против субвенционирањето родители за новороденче. Верува дека решението е далеку посложено и дека за него треба национална стратегија за да има резултати. Но не мислат сите дека иселувањето е клучниот фактор.
Никола, Софија, Лука, Јована. Овие деца се од генерацијата Штипјани родени меѓу 2022 и 2023 година, кои ја посетуваат градинката Астибо. Директорот е секојдневно соочен со трендот на помалку деца. Во минатото имавме 4 клона и имавме 850 дечиња, а сега во 5 клона, бидејќи се догради уште една детска градинка под наша контрола, сега во тие 5 клона имаме околу 800 дечиња, што значи видно низ годините таа бројка се гледа и се намалува. Една од причините за намалениот број новороденчиња, според Митров, се изменетите вредности кај младите. Освен иселувањето за подобра плата, тој вели дека кариерите се искачија на приоритетната листа кај потенцијалните родители. Тоа оневозможува, особено на женскиот пол, да се одлучат што порано да одимаат дечиња, за да има време кога да одимаат и 2 и 3 во фамилијата. И потоа имате задоцнет процес, каде што се одлучуваат да имаат само едно дете. Вака изгледа секој понеделник во основното училиште Димитар Влахов во Штип. Директорката Невена Величкова вели дека барем во нивното училиште бројката на новозапишани деца е стабилна, но веќе станало вообичаено да се проречуваат оделенијата во текот на годината, најчесто поради иселување со родителите во странство. За жал, да, таков е трендот. Денес сите ние во современиот свет потрка по кариера, потрка на професионален развој, екзистенција понекогаш бараме повеќе простор за кариерно докажување. Некако семејството останува во втор план. А дека намалување на новороденчиња не е феномен само на една етничка заедница, покажуваат следните податоци. Бројот на деца родени од мајка македонка во 2023 година бил понизок за 33,6%, споредено со 2010. Бројот на деца родени од мајка албанка во истиот период паднал за 23,1%. Ромките родиле 44,8% помалку деца во 2023 отколку во 2010. Турчинките 31,9% помалку. Тоа се, сепак, просеци, а општина Желино, која според последниот попис брои 99% албанци, е едно од местата под просекот. Овде во 2010 година се родиле 368 деца. Во 2023 имало 228 новороденчиња или 38% помалку од пред деценија и кусур. Градоначалникот Блерим Саидиу вели дека основната причина за комплексното прашање е иселувањето, а тоа пак е последица на погрешни државни политики, партизираноста и корупцијата. Тој не е од оние градоначалници кои даваат субвенции за новороденчиња. Смета дека така нема да помогне да се реши проблемот со наталитетот. Додава дека младите треба да бидат похрабри. Младите по последните години и не раѓаат. И вработувањето го прави своето. Значи, ангажманот на двете родители, и тоа е еден показател дека од кога ќе се роди детето, кој ќе го чува, кој ќе го гледа, И тоа е прашање што родителите, новите, особено младите, го поставуваат, и тоа не треба да биде причина, пошто и вработувањето не е сегашен феномен. Секторот за образование при општина Желино во последните години бележи постојан пат на запишани ученици. Во учебната 2021-2022 година биле запишани 2602 ученика. Само 3 години подоцна во учебната 2024-2025 се запишале 2294 ученици, што значи 300 ученика или 12% помалку. Директорот на основното училиште Луиџ Гуракуќи, освен во иселувањето, вина лоцира и кај промената на начинот на живот кај младите. Они сами не сакат да имат деца повеќе. Доста му е, они идат на тоа да имат по еден, по два. Не затоа што ќе направат некоја кариера или нешто друго. Не мислим ја на тоа. Едноставно не сакат да имат. И веројатно избегавате и обврските. Нормално, кога имаш деца, ќе имаш и обврски повеќе. Сега малце е тоа по, што да ти кажем,
пораскошен живот они сакаат да живеат. Кои да се причините, резултатите на ниво на држава се загрижувачки. Во 2010 година во земјава се родени рекордно високи 24.296 новороденчиња. Во последната цела година, 2023, бројот на новороденчиња паѓа на 16.737 годишно. Ланската 2024 веројатно ќе биде уште полоша, бидејќи без последните 2 месеца имало 13.149 новороденчиња. Низ проценти, ако 2010 се земе за базна година, намалувањето на бројот на новороденчиња во 2023 изнесува 31,1%. Од каде толкав пат за толку кратко време? Одговор побаравме од доскорашниот директор на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Не е феноменот бројот на раѓање само тоа дека жените одлучуваат помалку деца да имаат, подоцна стапуваат во брак заради образование, стекнување кариера, подоцна се решава да го проширува семејство, што е точно. Меѓутоа, клучниот фактор кој што влијае на овој пад на бројот на раѓањата е иселувањето. Тезата на Симовски делумно се потврдува ако се погледне статистиката за наталитетот, односно бројот на новородени деца во споредба со бројот на вкупно население. Има тренд на намалување, но е далеку поблак од падот кој се бележи ако се гледаат само бројките за новороденчиња. Ако на тоа се додаде фактот дека и тоа население што е останато е се постаро, се комплетира целосната слика. И во таа пирамида старосна, условно наречена, концентрацијата на населението се е во поголемите делови, во повисоките возрасти. Со само до тоа, со помалиот број на раѓања, ги дава помали стапки на наталитетот. Меѓутоа, ако сакаме да следиме квалитетно самиот наталитетот, треба да гледаме стапката на фертилитет. Стапката на фертилитет е број на живородени деца, просечен број на живородени деца, според бројот на жени на фертилна возраст од 15 до 49 години. Оние кои што можат, физички да раѓаат. И овие стапки, ако ги погледате од 2004 наому, се речиси исти. Се речиси исти, односно се движат некаде 1,5 деца по жена на фертилна возраст, а стапката која што обезбедува проста репродукција на населението е 2,1. Значи, ние не можеме со овие стапки да имаме проста репродукција на населението. Според Симовски, треба да се работи на програми и за поддршка на потенцијалните родители, но и за задржување на населението во земјава. Додава дека станува збор за сложен проблем кој бара мултидисциплинарен пристап кој ќе ги подобри економските, социјалните и културните услови. Бидејќи ниту едно општество, па и македонското, не може да има иднина ако нема кој да ја продолжи приказната.